Лоши денови за опстојувањето на шаховскиот клуб Кочани предвидуваат неговите членови, откако по губењето на постојаниот спонзор, сега ќе останат и без просториите во кои ги играа надпреварите и се дружеа. Локалната самоуправа, која е собственик на просториите, неодамна објави оглас за нивно издавање под закуп, пошто се пријавила заинтересирана фирма и подпишала 10-годишен договор за користење. Со тоа шахистите се доведуваат во шахмат ситуација, од која не знаат како ќе излезат. Се уште не добиле официјално известување од општината дека просториите се издадени на друг корисник, ниту пак знаат кога е последниот рок до кој би требало да се иселат. Единствено што ги плаши е дека ќе останат на улица, пошто клубот може и да престане да работи. И ние сме сега у неизвестност, не знаеме дали ќе обстане клубот и дека ќе бидеме сместени. Бидејќи шаховскиот клуб веќе неколку пати се сели, а во оваа просторија функционираме од 98 година, веќе 17 години. И сакаме да обстанеме тука на едно место во кое се дружиме, играме шах. Шаховскиот клуб Кочани е еден од најактивните и најуспешните во државата. Петрушев вели дека секојдневно е посетуван од поголем број љубители на шахот, без разлика на возраста или познавањето на тајните на играта на 64 полиња. Ланската година одржавме градско првенство. Шаховскиот клуб у Кочани е со традиција, постоje повеќе од 50 години, имаме резултати, тоа е запознаен градот дека ние сме најмалку второ или трето место во Македонија и ќе биде штета еден таков клуб кој не бара никакви средства, освен оваа просторија да ни се овозможи и понатаму да функционираме тука, ќе биде тоа добро за сите нас. Од општинската администрација дадоа само кратка потврда дека успешно завршил огласот за издавање на повеќе простории што се во собственост на локалната самоуправа. Меѓу нив се и просториите со површина од 56 метри квадратни, сместени во трговскиот центар, а што досега ги користел Кочанскиот шаховски клуб. Постигнатата цена за месечна закупнина била нешто повисока од почетните 6000 денари, за што новиот корисник се обврзал дека редовно ќе ги уплаќа според подпишаниот договор. Шахистите велат дека ќе бараат средба со првите луѓе на општината, за да се надмине проблемот, односно тие да не останат на улица, а клубот да згасне.